започнува телевизискиот проект која ќе зацвони Еурека. Проект создаден од членовите на школата за новинарско и креативно пишување Тоде Петревски, која работи во рамките на Центарот за изучување странски јазици Лингва од Битола. Програмската насоченост на оваа школа е да се изучуваат новинарските жанрови и кон пишувањето да се пристапи како кон креативен чин, кој во суштина ќе ги поврзе двете каприциозни убавини – публицистиката и литературата. Целта на работата на школата е да актуализира одредени прашања што се од јавен интерес и ги засегаат сите возрастни групи, а најмногу средношколците. Како резултат на креативните работилници е овој телевизиски проект во продукција на Тера телевизија. Какви перспективи ми отвора крајот на школската година? Само момент да размислам. Предпоставувам дека отвара многу. Прва асоциација за крај на школската година е летото. Време кога немаш многу обврски, па твоите желби и афинитети излегват на површина. Прво и основно отвора цели неисполнети сати во кои можеш духовно или физички да се надоградуваш и развиваш. Второ, отвара и простор за дружење, шетање, одмарање, читање, правење добри дела, спорт, посетување на културни манифестации и што уште не. Добро, Вики, доставаше со фантазирање, во Битола живееме. Тука работите малку поинако. Спиење до 100 сата, излегвање на кафе, тепање време подсенка и безделничење, враќање дома, спремање, дотервање пак надвор на пиење. Или можда не. Не знам баш. Нашиот град е некако поделен на две крајност противставени страни. Едната крајност е онаа која веќе ја кажав. Седење на биди виден улица, лижење 5 сати на едно кафе. На таквите, според мене, летото му е време за нови алишта, шминки, одење по теретани и сите тие работи, само за кога излезат на кафе да изгледат убаво и средено. На кафе и на одмор што ќе го направат. А и лето се полнат теретаните и бјути центрите, сите слабеат, се билдат, се дотерват, шо не? Сега, другата крајност. Луѓе што толку многу го ценат летото и слободното време, што мислат дека се треба да направат тогаш. Сите концерти ги видат, сите надпревари, сите журки да ги посетат. Живеат до максимум. Тие, таквите, можеш да ги видиш на секој организиран настан. Од изложби преку нечии настапи до најмали ситници како гледање на скејтерите во скејт паркот. И на пола лето, и на едните, и на другите, веќе му се смачваат и се видели и се направиле. Сега, некоја златна средина, ама таквите според мене се многу малку. Тие си го тепат филмот и си ја работат работата. Вечерта си ја користат за тоа што сакат да го прават, се дружат, се журкат, тренират, слушат музика, гледат филмови, ама од се помалку. Едноставно го гледат летото како и останатите 3 годишни времења. Таквите според мене добиват high five, не се напнуват многу, туку остават да се течи времето и одат спонтано. Сега, ради тоа што во наслово пиши какви перспективи ми отвара летото, да зборнам малку и за мене, да ставаше хейтање. Не ме сваќајте погрешно, не дека правам јас нешто многу, ама наоѓам време покрај за безделничење и за неколку корисни работи. Читам и пишам прво и најважно. Тука си кафињето, кога тогаш, одморче, дружење, се разбира, неколку концертчиња, свирчиња, Битола отворен град го имам ако ништо друго. Планчиња, колку сакаш. Нема биде досадно и монотонно, тоа е сигурно. Ама сепак, толку многу перспективи отвора, што мислам дека ќе се дезориентирам и пак ништо нема направам. Како и да е, се зависи од начина на гледање на работите, ама се разбира дека ќе биде уште едно незаборавно лето, ако знаеш да си го направиш такво. Како и секогаш, кога ќе заврши учебната година, сите славиме. Професори, ученици, служители, сите. После толку време, од прилика 6 до 7 сати на ден поминат во училишните клупи, редно време е да дојдат тие благословени 3 месеци одмор, кај што можеме да го пуштиме мозокот на пасење. Особено после скорешниот непожелен стрес со екстерните, потребен е минимум 1 месец за опоравување. Од кога ќе помини тој 1 месец, може да почнеме да се стабилизираме. Како средношколци, сека година нашите мисли се пооптоварени со тоа што следи после гимназиските денови. Дали ова лето да фатам некоја книга, или пак да се фатам со работа. Ајде последно лето ми е кај што сум слободен, ќе уживам максимално. Ама пак после ќе ми текни дека си ветив пред некое време како ќе направам нешто корисно летово. Па така почнуваат сите планови за дешавките и за случките што следат летото, исто како и лани.
Вистина е дека после една успешна или пак не толку успешна година помината на училиште, се осеќаме помотивирани да направиме нешто различно, нешто интересно и нешто истовремено корисно и за нас и за некој друг. Иако не знаеме шо понатаму, гледаме тоа што си го зацртавме во главата да го направиме сега. Често се случува, ама омразата да превладеј и да си речеме следниот пат поќе. Од кај знаеш можда навистина следниот пат ќе направиш нешто поќе. И така времето полека си течи и да направиш нешто и да не направиш ништо, пак ќе си речиш доволно беше и тоа. Или пак, ако исполниш се што си зацртал во главата, тогаш ќе осеќаш гордост, дури ќе преувеличиш таа гордост, ама тогаш ќе ти светни дека 1 септември се ближи и малку ќе ти се подстемни пред очите и сите тие планови и перспективи паѓат во вода. Крајот на учебната година сите го знаеме како празник и како крај на маките. Некои затоа што се спасија од учење и од наставниците, а некои заради тоа што имаат повеќе време за забава. Јас сум и за едното и за другото. Крајот на учебната година овозможува многу забава, безброј излегувања, а и крај на учењето. Зошто некој не би сакал да дојде крај на учебната година, кога е свесен дека тоа отвара многу перспективи? Се согласувам дека учењето ни обезвредува иднината, но кој не би сакал да се забавува и малце да се одмори од напорите и од безбројните прекори на наставниците? Јас сметам дека крајот на учебната година ни отвора безброј забавни можности, за кои секој би посакувал и на кои секој му се радува. Ајде да уживаме во распустот, со помош на сите перспективи и можности за излегување, забава и одмор, бидејќи кога ќе почне учебната година, сите ќе треба да пукнеме од учење. Кои перспективи ми ги отвора крајот на школската година? Повторно татнежот на училишното звонче. Ах, си реков, сега дома пак за учење. Сигурно или некоја теорија на квантната физика, или некоја тригонометриска неравенка, од оние полесните. Ама иди зулумот и ми вели, еј, после ова мора да прославиме. За малку ќе заборавев, луѓе, па замислете, дојде долго очекуваниот летен распуст. Седам сам дома и размислувам каде годинава на одмор. Може би Санторини, Ибица, а не би биле лоши ни Сејшелите. По кратко време си велам, Михаил, ај не фантазирај помногу. Покрај овој екзотичен одмор, нов телефон, одмор со друштвото, концертот на Джеси Джей, одмор со моите, па нели би било премногу? По неколку дена седам на кафе с Ангела, Туната и Јането. Еј, замислете, зборуваме за лектирите во четврта. Дај бе, пак за училиштето, стварно нема смисла, довикува кардашот од 5 метри потаму. Ни се придружи се напи еден топол чај. Настинала пред некое време кога врнеше. Се враќам дома и гледам на фейс, Стефи порака ни напишала. Еј, сте за куку вечер да се подсетиме на детството. Сите како оние од основно се собравме кај Борче и Билетов мала. Таму ќе сме играле. Доаѓа Емка едно време затрчана од интермецо заедно со Ниче. Еј да знајте, за вечер закажавме премиер центар. И се јавувам на Буци, а таа пак со мен дека излегвала, ама ни со класот не пропушта. После вечерата сите заедно расчекор на журка. Басот в срце лупа, ама секој издржува. Моник и Мартина, уморни од играње, бараа место за седење. А јас, Вики, Фофи, Иван, Маја и Ангел му ја киднавме дома да се изнаспиеме. Утре на трчање сме од 7. Ех, распуст! Долго очекувано време за децата во улавите години како нас. Годините за кои сонуваат возрастните, а за нивна сметка ги живееме ние младите. Ние, во кои се уште пулсира детето од детството. Палавото дете, за кое се сеќаваме, само од приказните кои ни ги раскажуваа родителите. Овој распуст наш се користи максимално. В парк да појдиш, саат време ќе изгубиш, дури се поздрави со сите, оти сите ќе ти бидат познаници. 80% од битолата оди в парк и трча да се зајачи малце летово. Значи вака, слушајте го распоредот внимателно. Чупињата дури е жешко,
Од 1 до 5 вежбат низ дома, вклучувајќи го и статичниот точак. Од 5 до 7 се спремат, се дотерват, се шминкат, барат хеланки, мајчка и алки за науши. Оти дори трчат, можејќи го видат симпатијата и тој кај што трча спотнат, па барем овие да бидат дотерани. После оваа церемонија се враќаат на кај дома, првен трчат низ тумбе кафе, па се враќаат кон дома. Се капат, јадат јајце варено за подобра мускулатура. После 1 сат ќе посветат на турски серии и одат по напад низ Корзо. Се лупнуваат во некој кафиќ и чекат турне се затвори. После тоа си бегат дома, ама на пат за кај дома ќе му промириса нешто на убо. Од блиската пекара, па ќе си земат едно бурече, четвртина со месо. Дома одма не си легнуват, туку се клучват на Фејсбук да споделат некој јак хит од Цеца и ќе седат дури не му поминат жегојните во стомакот. Другиот ден исто, вториот, третиот и се така натаму. Јас тука само ќе речам, чупиња полека со буречето, ако сакате да го намалите мешето. Една стара поговорка вели, кој што чека ќе дочека. Таа поговорка денес е помалце модифицирана и вели дека кој што чека ќе дочека, ама може и чекан да го удри поглед, чекајќи. Па нас, фала Богу, нема на чекан, па да чекавме да дојде 10 јуни, крајот на школската година, или познат како празникот Свети Спас. Сега дојде крајот на учебната година, ама пристигна и потењето. Некои се потат од високите температури, а пак некои се потат за неуспехот што го постигнале во веќе завршената учебна година и размислуваат дека наредната година сигурно ќе учиме повеќе. Било како било, дојде време за изучување на нови факултативни предмети. Например, училишна применета математика. Се занимава со мерење на должината и ширината на широксокак. Потоа применета економија. Правење на економски пресметки колку кафиња дозволува нашиот джеб да испиеме, а при тоа да ни останат пари за вечерното излегување. Исто така се занимава и со изработка на бизнис планови. Наоѓање можеби на некоја сезонска работа, за барем ова лето да им слеземе од вратот на нашите родители, а сега ще да живееме господски од маса на маса. Потоа следува и предметот кој го изучуваме сите до еден и кој при тоа ми е омилен, а тоа е летна социологија. Летната социологија опфаќа практично изучување на социологијата преку социализација на младите во кафичите, ноќните клубови, градските паркови и слично. Но никако немојте да го заборавите и одморот меѓу часовите. Се практикува голем одмор на море, со пријателите или фамилијата и уште неколку помали одморчиња помеѓу часовите кои се прават на езеро. И кога ќе заврши одморот, се добива истото чувство, како кога ќе задзвони училишното звонче за почеток на часот. И кога ќе видиш часови на училиште, часови и надвор од училиште. На училиште тешка теорија за која оценуваат, а на лето чиста практика со самооценување. И потајно чекаш да не почни пак школската година, ама за жал, овој пат она модифицираната ќе те удри со чеканот поглед и пато поднадзе и на училиште. Не ми јасно како можеш цело лето да работиш. Ги работиш 3 најубави месеци во годината. Место да си дрочиш дома и да си гледаш филмчиња. Тромав еден. Не знаеш ти шо е работа? Стварно не знам. Значи јас многу сакам да трчам. Ете сега, кога конечно дојде лето,
можам да се трчам во паркот, не оти сакам да сум здрава, туку сакам да ќарам мажи. Додека трчам во паркот, среќавам нови, испотени мажи и тоа ме прави многу среќна. И за крај, сакам да се подсетам на зборовите што ми ги велеше мојата баба. Ми велеше: внучке, мораш да се потиш, за мажи да скротиш. Одморот е како картица. Рие, обзема, создава желби, отвора патишта, се менуваат планови како годишните времиња, цутат мечти, прецутуваат или оставаат траги. Влюбени патници чекаат по малечките станици, додека поминуваат возови. Одвој може да врзат крај со крај, но тоа е чудна креативна дисциплина со цел да се открие прикриеното лице на светот. Да се патува, тоа е една цела уметност за да се одбрани невиното лице на слободата. Замислете, да го чуеш гласот на нимфите, па да те залудат како Калипса Одисеј и да не стигнеш до својата Итака. Има пијани бродови што пловат по сена. Има бродови што не пловат по мориња, но сепак тие се жива бесоница на човештвото. Има градови што не може да ја поднесат велеградската осаменост, има осаменици што не може да ја поднесат малоградската блискост. Тоа е како тивко зреење на мислата за да се пронајде сопствената смисла. Колкав судир и игра на таа смисла во бесмислата, секогаш неповторлив, свеж и нов, искри на молскавични средби и разделби, доаѓања и заминувања. Вродените нагони на човековиот стремеж кон бесмртноста раздвижуваат дамари, водат битка со природата и природно ја добиваат со постоењето на одбраните. Затоа замини, заради Гоја и голата Маја, заради Ван Гог и Ноќта со месечина, заради Шекспир и Хамлет, Достоевски, Бодлер. Замини макар до Охрид заради несоницата на Прличев, до Струга заради тагата за југ, до Велес заради синовото срце ширини широко, оди макар до Небрегово заради плачот за црквата на Конески, или оди во Виена заради бакнежот на Густав Клим. Оди заради тоа што човекот гради и урива зидови на плачот и зидови на среќата. Почувствувај ги струите на океанот. Оди таму каде оргијата ги чува спомените на вековите. Долг е денес денот. Отпатувај на Карибите, врати се во Азија за да вечераш и дојди дома, на се има крај. Ова не е бајка, ова е можноста на нашето време. Ја храните љубопитноста и патем ја оставате дома.